Познатата баба Јана од Карвинско Таринци е причина селото да има своја црква. По Божија промисли и незе Бог и дал искушен пат низ кој таа успеала да се протне и достане да ја покаже својата чиста и скромна душа со цел таа да биде негов слуга. Свети Димитрија незината судбина која привлече баба Јана од секојдневието, за да го изгради малото манастирче до кое сега се гради и ново. За жал сега таа не е помеѓу нас, ама за среќа има своји наследници кои ден денеска го одржуваат Божиот дом, онолку колку што можат. Ама многу се мъчи таа што одржаваше, што баба Јана, газда што беше домаќинката на црквата. Одиме, жалиме се по општина, одиме, јас сум од овие са најстари тука, 82 години, а ја бе тогава млада, па и води по општината, па да ни одобрат да зградиме црквичка, а не ни темели туа така, за да ни си доваѓаме. Многу се мъчи таа надимка мајки. Баба Јана. Баба Јана насон ли се јави да гради црква? Па насон се јавио. Она се многу мъчи. Многу се мъчи. Никој не ја признаваше оти треба се гради црквичка. И одом еден пат у Жиганци на Новоселани, не на црквичка. И поздрави ми се со сите да си идем и така имаше вода. Ѓолче тече. И она помине по водичката и падна. Ја писках, не знаех. Оте они со свести. Он вика, тетко не се плаши, ќе се оправи жената. Стави ја на постилка там, прекаде ја со темјан и она се освести. И дека беше несвес, се вика Свети Димитрија, Свети Димитрија, Свети Димитрија. Овде народот некогаш бил сложен и братски еден за друг, па затоа секој од таму помогнал за да ова место сега изгледа точно вака. После ја кажува ми, вика туа, ми се тражи црквичка. И од граматки собираваме напред таа одајчката тука и почна народот да се доваѓа. А ние многу беме у селото народ тогава. Сега нема народ. Намалија се. Ама тогава у сека куќа имаше по 10 човека. Сега за половин селото празни. И доваѓа народ. Порано не доваѓа, са повише почна да доваѓа. Те и нова црквичка ќе изгради. И така со смака се. Само Свети Димитрија ли се славе тука, на ваа црква? И на Свети Илија, ама рамото е сега. И овде не изоставен дел од традицијата на македонецот се обичаите, па тогаш луѓето имале многу поголема почит кон својот народ и кон својата вера. А на Свети Илија ние една година не маиш да заврне дош, беше многу суша. И ние што работеме тука жените, ја бе најмлада отиде тука, се што треба ја работех, помагах. И вика, мај се обречеме, еден курбан беше дош да заврне. И обрекоме се на Свети Илија, ние, тие жени што работеме туа, курбанче, после едни ни се караа, кој те рада обричате да викате. Викаме, па сите села си има. И Свети Илија си го обрекоме ние, за дош на селото. Црквата сега одржуваат и чистат големата фамилија на баба Јана. Сега тие со пренесените знаења од својата мајка го негуваат духот на оваа црква, кој е неверојатен за секој посетител.